И покрај дождот кој вчера попладне го зафати Прилеп, ништо не можеше да ја спречи одличната забава и атмосфера на втората вечер од Пивофестот. Самостални референти Каролина Гочева, Хари Матахари и грчката сензација Бенгладекс ја загреа атмосферата до максимум. Центарот на Прилеп беше преплавен од илјадници посетители кои тука ги имаше од цела Македонија. Забавата беше фантастична. Вчерашната програма која што помина многу добро и мислам дека ова беше една од најдобрите журки која што се случиле на Пивофест. Среќа во несреќа, дождот ни го обезбеди тоа. Баш се погоди во прав момент, искрено да правиме муавет, зашто останаа баш оние кои што сакаат да се журкаат, а бога ми беа многу. Јас искрено не очекував толку многу да останат, ама заедно со Бенгладекс кои беа фактички последни кои ја затворија програмата, навистина приредија фантастична атмосфера. Не само домаќините и публиката, туку и пеачите беа восхитени од позитивната енергија и одличната забава во градот под марковите кули. Јас сум ова човек кој 30 години 30 години се занимавам со музика и мислам дека имам право да судам околу фестивалите. Синоќа, она што го доживеав тука може да се стави на ниво на спектакл. Тоа ниво на спектакл јас за 30 години музичка кариера го имам доживеано само 5 до 6 пати. Ние веќе неколку години се договараме, меѓутоа не можеме да се ускладиме со термини, така да баш ми е мило што еве годинава конечно го договоривме мојот настап на Пивофест. Прилеп ми е многу драг град, бидејќи во детството многу често доаѓав тука. Нели блиско е до Битола, имам и роднини овде, така да го ептен убави спомени ме врзуваат за Прилеп, а многу малку сум настапувала. Без никакви проблеми фестивалот продолжува и денеска, кога се очекува да биде кулминацијата на забавата. Времето воопшто не ги исплаши луѓето кои сакаат да дојдат на Пивофест. Иначе да напоменам дека градот е комплетно спремен благодарение на јавните претпријатија, комуналец, водовод и канализација, исто тука се и паркинзи, кои што безпрекорно можат да спречат било каква непогода, а тоа се покажа и вчера, и ги поканувам сите граѓани на Република Македонија и Балканот денеска сите патишта водат во Прилеп. Прилеп вечерва ќе биде претесен за сите гости, а Пивофестот покажа дека е со надвременска димензија. Прилеп вечерва се очекува да биде центарот на забавата во Македонија. Миле Кузмановски, Рада Манеловиќ и Јаце Лукас се очекува да ја загреат атмосферата тука до максимум. Биле најавени гости од сите градови на Македонија. Според општината, за нив имало на располагање 20.000 паркинг места, а за сите пак оние кои што немаат сопствен превоз, може да ги искористат бесплатните возови на македонски железници, кои што се обраќаат на релација Скопје-Прилеп и Битола-Прилеп.